моментот Изворче и во другите објекти на ниво на градинка на Рада Поцева се одвива пазарен ден, кој што традиционално е наназад околу 20 години. Чинам дека се толку, може би се и повеќе. Целта на овој ден, денеска, е дружење на родителите со децата. Затоа што претходно цела недела имавме работилници во кои што сета приготвена зимница, компот, сладко, салата и други работи денеска се наставени на продажен штанд, видовте и сами, каде што самите деца се продавачи, родителите се купувачи. Затоа е оваа сета посетеност, бидејќи сите се дел од оваа активност. Оваа проектна активност влегува и во проектот кој што од Министерството за труд и социјална политика за здрава храна за децата. Самата цел на овој собир е покрај дружењето и соработката со родителите, запознавањето на децата како личности со самата и да имаат допир со самата храна. Значи во моментот зеленчукот и овошето се изучува преку игра во сите домени со цел да се развива социоемоционалниот, когнитивниот, здравиот моторен развој и пристап кон учење. Преку јазикот и комуникацијата децата и самите гледате дека имаат добар говор, знаат да продадат, знаат да купат, знаат и да убедат. Видовте и сами се уверивте дека добро си ја познаваат својата работа. Би сакала да се заблагодарам од името на сите вработени од градинката Рада Поцева, на соработката со родителите, бидејќи тековно секогаш ја имаме поддршката од нив, а и понатаму преку други проектни активности кои што ги опфаќа овој проект, ќе имаме и повеќе активности. Например, вчера имавме отворен ден за баби, кои што самите произјавија желба, самите дојдоа, тегнеа, сукаа за децата баник од тиква, од прас, значи сето она кое што во самите фамилии како продуктот, како зеленчуков плод не се користи во исхраната, тука во градинката, значи од почетокот како тргнуваат од јасе до голема група, од 100% едно 75% веќе така имаме некоја статистика направено, децата веќе почнуваат да ја пробуваат, да ја вкусуваат и да ја јадат сета храна. Например, можеме да знаеме дека деца кои што не јадат спанач, деца кои што не јадат боранја, деца кои што не јадат пченка. Меѓутоа тука со самиот раст и развој и со самиот колективен начин на живот и каде што спомнав пред тоа преку игра и преку учење, децата веќе стекнуваат навики, а всушност тоа се животни навики, културно-хигиенски навики, кои што понатаму ќе му служат во понатамошниот живот. Може ли кои деца се вклучени во оваа активност? Од сите градинки, колку е тај број? Вака сега, во самите работилници, во изработката се вклучени од 4 до 6 годишна возраст, по малите групи од 2 до 4 годишна возраст, те имаат посебни насоки, односно тие си имаат зависно од самиот воспитувач, дали се математички, дали се подвижни, дали се дидактички игри, дали се символични или практични игри, самите тоа го изведуваат, но пак со овие модули од овошје и зеленчук, вклучувајќи тука и млечни производи. Но сега, секогаш и во други проекти, големите групи, односно воспитната група од 5 до 6 години, е всушност водич на сите активности и тие се, како што гледате, најгласни и најзадоволни, највесели. Благодарам ви се најубаво. Ви благодарам и вас, ве канеме и друг пат кога ќе имаме некој друг повод.